Драги браќи и сестри, по повод основањето на ВМРО Детовна секција за Струмица, се повикувам на следно мирно молство во дадена почит на Американата македонска Мусија Гоце Делчев и сите загинати за Македонија до сега. Слава и поканувам секцијата од Струмица и гостите од Скопје на повод денес на Великаното. Гоце Делчев. Браќа и сестри, македонки и македонци, на овој светол ден, кога ги продолжуваме идеалите на Твоето свето дело, ние честите македонци, продолжувачи на вашите идеали, ставаме еден нов камен во темелите на ВМРО, организацијата што ќе ги обедини сите вековни тежненија на македонскиот народ. Собрани овде пред Твојот импозантен паметник, се поклонуваме пред светлата памет на илјадниците храбри македонски синови кои ги положија животите за ова наше мало парче слобода. Нека им е вечна слава, слава на сите илинденци и првите и вторите што ги вградија своите животи во нашата макар и ограничена слобода. За обединета и независна Македонија. Драги Гоце, по 87 пат стојам пред Твојот паметник. И нека знаат дека македонците не се уништили. Никој не може да го сотри себе на тебе. Ајде нека солзите вечерва се претворат во вино, дека сите луѓе жетвари станат. Да со перо од скршено крило, натопено со црвена виножитна боја, напишам наша, македонска песна, верикетен сплет, кабална рапсодија за крштевање во едноминато и една сегашност. Сред пепелни простори кај што ново крило проъртува, во братинство ќе чиниме јас винарот и луѓето жетварите. Јас со чаша вино, тие со сток жито, со духи нивенци на глава ќе стоиме виножи, македонско виножи. Македонија, 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 Македонија. Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Плачи, Македонио, мајко мила, крени
театър доле аз. Съвременна връзка и не. Кой беше тай? Кой театър? Съвременна връзка доле, кой беше тай? Повторно станува цел на тајни договори за нејзин грб, која Македонија пак јавно цртаат во нивните нови карти, која се расплантува шовинизмот против македонскиот народ, која македонската држава плански и систематски економски уништена, која плански 45 години македонецот се селува од своите огништа во сите 4 дела, која македонецот живее живот со најбеден стандард во Европа, сметаме дека дојде време кога треба се чуе нашиот глас. Македонски народе, денеска повеќе од секогаш треба да ни биде јасно дека частично ослободениот народ не е слободен народ, дека во тесните рамки на Југославија не може целосно се реши македонското национално прашање. Оти проблемот на Македонија и неговото разрешување ги надволува рамките на бивша Југославија. Ако не бараме, никој нема да ни даде. Ако не си го поставиме ние прашањето за полно, целосно разрешение, никој нема да го постави, ниту разреши. Ако нашиот збор денес не грми за соединување на Македонија, никој тоа соединување нема да ни го подари. Ако ние се задоволуваме со решавање на македонскиот проблем на парче, самите поделбата на Македонија ја санкционираме. Македонски народе, денес како повеќе нема време за чекање, ја обновуваме нашата ВМРО. ВМРО како партија која ќе врати достоинството на македонската држава и македонскиот народ. Благодарам.
секцијата на ВМРО ДПМНЕ за општина Струмица. Пред да го предложам дневниот ред на основачкото собрание, дозволете ми да ги представам, да ги поздравам присутните гости. Стојан Ковачев од Франција, Светка и Дане Поповски од Чикаго, делегациите од Охрид, Ресен, Битола, Скопје и Гевгелија, како и членовите на управниот одбор на ВМРО Демократска партија на Македонија за национално единство, Лупчо Георгиевски, Дијана Кранталовска, Борис Змејковски и Ванчо Меанџијски. За основачкото собрание го предлагам следниот дневен ред. Избор на работно председателство од 3 членови, записничар и 2 оверувачи. Запознавање со деловникот за работа, запознавање со програмските цели на партијата, за која што ќе се произнесе председателот Лупчо Георгиевски, донесување на одлука за формирање на секцијата на ВМРО ДПМНЕ за општина Струмица, 5. избор на управен одбор на секцијата од 7 членови и 6 точка разно. За записничар го предлагам Димитровски Душко, а за оверувачи на записникот Иванов Христов и Јајналиев Тихомир. Програмските цели на партијата ќе ги образложи председателот на партијата Лупчо Георгиевски. Најпрвен би сакал од името на управниот одбор од Скопје да ги поздравам Струмица, струмичани и струмичанки. И пред да преминам на програмските цели да дадам некој увод во оно зошто ВМРО и како ВМРО. Дотолку повеќе што во последно време многу се јавуваат напаѓачи, не обвинуваат со кое право го земаме ВМРО името, дали програмските цели се достојни на тоа име и секогаш тоа прашање зошто. Не обвинуваат со кое право го земаме името ВМРО. Јас нема да објаснувам зошто ние сега го избрахме тоа име. Ќе кажам само еден спомен на Дамјан Груев, кој ги читав некна во неговите спомени, тој вели вака: кога видовме дека и српската пропаганда влезе во Македонија, решивме да го формираме ВМРО. Сметам дека одамна српската пропаганда на оваа територија на Македонија е присутна и можеби ние со едно големо задоцнување го формираме пак ВМРО во Македонија. Така е. Велат дали сме достојни на програмските цели на ВМРО. Јас само ќе можам да направам една споредба со програмските цели на тогашната ВМРО. ВМРО секогаш се залагаше за едно независно,
Македонија, обединета се разбира, која ќе биде подеднакво далеку и од Атина и од Белград и од Софија. Ние денеска тоа пак го викаме. Сакаме своја држава, македонска држава во конфедеративна Југославија. Сметам дека со тоа наше барање за македонска држава сме најблиску до целите на Гоцевата ВМРО, до целите на Индиското ВМРО. Им даваме простор пак на сите напаѓачи да не напаѓаат дали нашите програмски цели не се во согласност со Илинденскиот идеал. Сега да преминам на нашите програмски цели. Ние сме единствена партија која нудиме, односно бараме територијално, политичко, економско и културно обединување на македонскиот народ и сметаме дека тоа е реалност. Ние не бараме дека тоа и не велиме дека ќе го направиме со оружје, со сила, тероризам, како што ни опоменуваат, односно ни репат етикети. Едноставно сметиме дека 92 година е голема шанса за Македонија. 92 година е година кога паѓаат границите во Европа. Сметаме дека паѓањето на границите во Европа не е ништо друго туку обединување на Македонија. Затоа сметаме дека обединувањето на Македонија е реалност и сакаме да побрзаме да ги направиме сите предуслови тоа обединување на Македонија да го пречекаме што повеќе подготвени. Сега зошто конфедерација? Ние сме единствена партија во Македонија, за разлика од сите други 15 партии кои се досега појавени во Македонија, која бараме конфедеративен статус на Македонија во југословенската држава. Тоа го бараме од едноставна причина што сметаме дека револуционерните традиции на македонскиот народ не повикуваат на тоа. Веќе го спомнав Илинден, го спомнав Гоце, треба да спомнеме борбата на македонскиот народ меѓу двете светски војни и конечно и Втората светска војна. Македонците се бореа за обединување на Македонија, не се бореа за Југославија. Тоа што денеска нам не ги перат мозоците, тоа е друга работа, се разбира. Меѓутоа, ние знаеме дека македонците во Втората светска војна пред се бореа за Македонија. Конечно и првата влада на Македонија на чело со Ченто, зошто беше сменета? Затоа што сакаше поголема самостојност на Македонија, а на Југославија се разбира тоа не ја одговараше. Зошто конфедерација? Еден од најбитните причини е економскиот фактор. Ако ја погледнеме економската состојба денеска на Македонија, ќе видиме дека ние се наоѓаме на последно место во Југославија, што би можело да се рече последните места во Европа по стандардот кој го живееме во Македонија. Дали тоа е случајно? Јас мислам дека не. 45 години оваа социјалистичка федеративна република Југославија водеше политика во која Македонија беше единствено интересна како колонија. Колонија од која ќе црпи своји суровини, за да може некои други краишта во Југославија да се богатат. Ние сакаме тој монопол на Југословенската цврста федерација да го скинеме една за секогаш и да создадеме своја македонска национална економија во рамките на конфедеративна Југославија. Сметаме дека ако до 65 година Југославија е нашла за сходно ни една динар да не вложи во Македонија, а само цицала пари од Македонија преку даноци, дека тоа е однос на маќја спрема своето чедо. И сметаме дека ако и понатаму останеме во една федерација цврста и понатаму само од Македонија ќе се цицаат пари, ние сакаме тоа да го прекинеме една за секогаш. Така е! Зошто конфедерација? Пак ќе спомнам, зборуваме за обединување на Македонија, го гледаме интересот на нашите браќа во Пирин и во ИЕ. Тие нигде не бараат дека се залагаат за Југославија, тие зборуваат само за Македонија. Па како можеме ние да зборуваме за обединувањето на Македонија од една страна, а од друга страна да се залагаме за цврста Југословенска федерација? Ми се чини дека тоа не е можно. И шансата, пак ќе речам јас 92 година, што сакаме ние? На меѓународен план Македонија 92 година да ја пречека како македонски субјект, македонски државен субјект, ако сакаме било што да направиме во поглед на обединувањето на Македонија. Значи, ние сакаме 92 година не да ја пречекаме како југословенски поданици, туку како Македонија. Независна
во сите европски држави. Скоро една Македонија се наоѓа надвор од границите на Македонија, пред се во Америка, Австралија, Западна Европа, Канада. Ако ги погледнеме интересите на тие луѓе, тие што барат? Тие никогаш не рекат дека барат Југославија. Тие секогаш се залагаат и се заборат за една малку понезависна Македонија, за една цврста македонска држава. Конфедеративниот статус отвара, значи, нов пат до нашето иселеништво, односно поврзување со нашиот народ кој веќе 45 години системски се иселува од Македонија. Ние сакаме на тој начин да отвориме еден нов процес во кој нашите иселеници ќе се враќаат во својата македонска држава, а не да бегаат од Македонија. Конечно, зошто конфедерација? Може би тоа е еден од основните причини сега. Ние сакаме да бидеме реалисти. Ние сакаме да го поменеме македонскиот народ дека моментот кој сега се живее во Македонија е историски момент. Повторно се наложува прашањето дали Македонија ќе ја биде или нема да ја биде. За жал, јас како што гледам, македонците не се свесни за овој момент. Ние гледаме, Словенија веќе донесе своја декларација за независност. А нашето председателство, начело со Васил Топурковски, начело со Драголюб Ставрев, кои директно се подчинети на Лазар Кулишевски, се уште ни нудат и ни зборуваат за некаква цврста Југословенска федерација. Тоа е абсурдно веќе да се зборува за таква федерација. Додека Словенија на ниво на надворешни министри оди и прави посети на Англија, на Белгија, на Германија, на Австрија, прави договор и склучува договори кои ќе бидат исклучиво во интерес на Словенија. Додека Србија, таа која најмногу и најгласно зборува за таа цврста федерација, си го споставува самостојни односи со Израел, си го споставува односи со Франција, си бара пријатели. Нашите политичари од типот, пак ќе повторам, на Васил Топурковски и Драголюб Ставрев не обидуваат за некаква цврста Југословенска федерација. Јас ќе си го земам за право дека тие се, и да речем дека тие се демагози, дека тие да водат Македонија во нова катастрофа. Што значи во овој момент да се зборува за цврста Југословенска федерација од устите на овие наши предводници? Значи само едно. Пак повторно да не врзат со Србија и ништо друго. Никогаш! Ние знаеме каква новата Југословенска федерација на србица, на горци и македонци може да биде. Прво што ќе го направат, тоа ќе биде враќање на 100.000 српски колонисти во Македонија. Тие не се срамеа досега во една ваква црста федерација 3 пати да го постават тоа прашање пред собранието и благодарејќи само на словенечките и на хрватските гласови тоа не им успеа. Може би словенечките и хрватските гласови. Како ќе тече процесот на асимилација на македонскиот народ? Прво се разбира, тука се колонистите. На второ место е билингвизмот, кој се видела пред 4 години да не го говориме. Што значи билингвизам? Да учиме српски јазик од прва до 8 време, во гимназиите, во факултетот. Дали ни е потребен тој јазик? А сите други процеси во една таква Југословенска федерација ќе се дојдат сами од себе. Затоа ние им порачуваме на оние членови на председателството во Македонија, кои седат, и оние членови на председателството од Македонија кои седат во Белград, дека Македонија нема така лесно да ја продаде кон Србија. Еве тоа се причините зашто ние се залагаме за конфедерација и сметаме дека конфедерацијата е единствениот излаз на Македонија и Југославија во овој момент. Друг излаз за жал нема. Зошто за Македонска народна армија? Ние се залагаме со сите добивањето на статусот на конфедеративна Југославија, односно конфедеративна Македонија во таа Југославија, да ги добиеме и сите атрибути на една држава. Една од тие е Македонската народна војска. Луѓето се вџашуваат во Македонија кога ќе чуат за Македонска народна војска, бидејќи во нашето памтење, во нашата историја има една историска празнина,
еден историски шок од 45 години, 45 години перење на мозоци. Јас пак ќе речам, Втората светска војна. Ние во многу моменти поаѓаме во Втората светска војна и борбата на македонскиот народ во таа Втора светска војна. Ние ретко кој денес во нас знае дека во таа Втора светска војна екзистираше, постоеше и се бореше македонска народна војска, во која македонска народна војска имаше македонски кадар, имаше македонски народ, во која македонска народна војска се зборуваше на македонски јазик, се даваа команди на македонски јазик и се пишуваа документи на македонски јазик. Конечно, нашите партизани одеа со свест дека одат во македонска народна војска, а не во југословенска народна армија. Јас не знам и не памтам, барем историски, дека имало таков ден во кој македонскиот народ се определил јавно на референдум или барем во некоја полемика дека таа македонска народна војска сака да ја укине. Ние сакаме пред се да го приспитаме чинот. Кој не укина таа македонска народна војска? Со кое право не укина таа македонска народна војска? Зарем не ни требаше нам таа македонска народна војска? Зарем не можете да издржуваме ни таа македонска народна војска? Зошто? Кој ја укина? И повторно да го враќаме тоа прашање, да го воскресиме. Тоа еднаш што сте бивале, повторно да се го добиеме. Ако за тоа сте се бореле, тоа сакаме и денес да бидеме. Се разбира е како би на таа македонска народна војска ќе видат остатни, а во првата етапа бараме потитно закрепата на територијата на Македонија за македонците да се одбива на македонски јазик, на начин јазик. Комуницирањето на старешините во ЈНА со цивилното население на територијата на Македонија да биде пак на македонски јазик. Документите кои ги издаваат касарните, односно ЈНА на територијата на македонски јазик, да бидат пак на македонски јазик. Зошто тоа? Ние поаѓаме од званичниот устав на Југославија, во кој стои дека словенечкиот, српско-хрватскиот и македонскиот јазик се равноправни јазици на територијата на Македонија. Со тоа ние сакаме само да исправиме една неправда, важешка неправда според уставот на Југославија денешен, бидејќи на тој начин ние сме доведени еден јазик на територијата на Македонија да биде по-равноправен, односно по-неравноправен од она што ни го дава уставот. Значи, со внесувањето на македонскиот јазик во македонските касами ние не бараме ништо друго, односно си го бараме оно што ни го пишува во уставот. Заради тоа време да го бараме. И конечно сакаме командантот на Скопската Адлинска област и на сите поголеми единици војни во Македонија да биде исто така македонец. За обществено-политичното уредување на СР Македонија. Ние гледаме дека сега во Македонија се одвиваат процес, односно разговори, полемики за донесување на нов устав. Ние сметаме како партија дека ова собрание и ова председателство на Македонија е нелегитимно избрано и тоа не може да донесе нов устав на Македонија, затоа што знаеме дека пак ќе најде дупки, простор за своји узурпации. Ние бараме уставот на Македонија да се донесе дури по изборите, односно која ќе да веќе легално на слободни избори избрана македонска влада. Каква е нашата слика за тоа ново обществено уредување на Македонија? Пред се бараме веќе да не постои социјалистичка република Македонија, туку република Македонија. Правото на самоопределување, отцепување и сврзување со други народи да биде трајно право на македонскиот народ. Бараме воведување на македонско државјанство и издавање на македонски пашапорти.
политички држави со били по секата. Потоа важна деполитизација на армијата, безбедноста и судството, гледаме дека уште нашите социјалисти го држат тоа и не сакаат да попуштат во тој план. И конечно сакаме воената состојба на територијата на Македонија да има право само да ја воведува Македонското собрание, односно Македонската држава. Зошто? Со кое право Белград има право кај нас да воведува воена состојба? И ако тоа право тоа го задржи, треба да знаеме дека тие ќе го искористат тоа право сега што се случило на Косово и нам по своје желба да не воведат било кога воена состојба. Ние сметаме дека македонци сме доволно свесни, доволно политички извинати и способни да знаеме кога нам ни е потребно сами да се воведуваме воена состојба. Не тоа некој друг да не го прави. Конечно, што бараме со новото општествено редување на Македонија? Сакаме слобода за човекот, за обичен граѓан. 45 години комунистичка култура доведе во Македонија човекот да се чувствува како роб, да се плаши од својот брат, од својот комшија, да биде шпион, да биде агент на таа управа за област. Зошто е тоа потребно? Може би најдобар пример за тоа е ДНС. Луѓето кои ги чуат дека се формира нова партија во Македонија, тоа го земаат со страх. Не сакаат да размислуваат дека е демократски. Демократијата и слободата е исперена во нивните глави и во нивните срца. Зошто е потребно тоа човекот да се прави? Ние сметаме дека секој човек е способен и слободен да одлучува во која партија ќе влезе, да формира партија и да бира кој кого сака. Ние сметаме дека ваквата служба на државна безбедност кој што беше досега не е потребна. Дека таа треба да има други работи, да го гледа непријатно странство, а не да измислува и фабрикува непријатели во внатре во Македонија, за да може самата да се заштита. Верувајте, на човековата слобода и човековите права нуди еден нов однос, во кој човекот македонец ќе се чувствува стварно како слободен граѓанин на Македонија. Јас се сомневам дека комунистите ако останат на власт ќе го дозволат тоа во нив. Конечно, ова кој зборуваме за Македонија, зборуваме и за нашите малцинства. Ние сметаме и дадохме еден манифест, сличен на Кушевскиот манифест. Ние не сме за милиметар поназад од Кушевскиот манифест, во кој на сите малцинства, народно-етнички групи во Македонија, им нудиме нешто помалку. Им ги нудиме сите права што ги имаат до сега, сите права што се пропишени според Хелсинки и според другите меѓународни декларации. Значи, албанците, турците, власите, ромите и другите, доколку ги има, треба да слободно да се чувствуваат во новата македонска држава и да го имаат и да го јакнат тоа чувство дека црстата, богатата македонска држава е и нивна црстина и нивна сила. За мнозите во СФР и ОСА, нашата партија се декларираше дека Вујнина ќе гради што по-блиски односи со Словенија и Хрватска. Зошто? Затоа што може би 10 години назад овие две југословенски држави во нашите средства за информирање беа представувани или како сепаратисти, како усташи, како непријатели на оваа земја. Зошто е потребно тоа? Ако сакаме народ сам да живее, зошто ние како македонци да му го браним? Зошто не имаме правомощија да се јават како главен храбрие кога словенците сакаат своја независност? Нема потребно. Ние сметаме дека нивно право, односно право на нивниот народ е да одлучи како ќе живеат и на кој начин ќе живеат. Ние како македонци немаме право да се мешаме во нивните односи. А од друга страна сметаме дека во Словенија и во Хрватска, барем досега, демократијата се покажа на видело. Сметаме дека Словенија и Хрватска се оној пат кој сега води кон него. Ние затоа го избереме тој пат. Сега ќе застане малку за односите со Србија. И малку ќе видам подолго, од едноставна причина што тие очевидно се малку покомплицирани. Па ќе ги потсетам и ги опоменам оние денеска наши
водечки личности на Македонија, кои пак исто така зборуваат за тоа братство единство југословенско, кои зборуваат повторно за таа црвска југословенска федерација. Па ќе прашам, со кого ќе го правиме тоа братство единство? Тоа црвска федерација со државата Србија, па да ги погледнеме работите кои лежат меѓу нас, меѓу овие две држави. Да погледнеме дека 45 години српската држава, српската црква не сака да ја призна македонската црква. За какво лицемерие? Да го посочиме примерот на Гора, да го посочиме примерот на Прокопчински и селата околу него. Зошто таа братска држава Србија ни го изолпира тие територии? Кој даде право да ги изолпира тие територии? И ако е братска, сега треба да ги врати. Зошто молчи таа и зошто се бори со сите средства против тоа? Конечно, да го погледнеме и тој народ лидер. Ако денеска зборуваме дека партијата на Шешел и на Дракулиш има 500.000 членови, тоа се 500.000 срби, глави, со нивните фамилии. Колку тоа милиони србини негираат нас денеска во Србија, еден цел македонски народ, велат дека сме Јужна Србија, дека сме Бановина и слично, дека не постоиме. И ние пак упорно бараме црвста федерација со тие луѓе. Па ве молам, Милошевиќ пред неколку дена со својата изјава за непризнавање на границите се спушти на исто ниво како Драшковиќ и Шешел. Со кој ќе разговараме ние за таа црвста федерација? Со Милошевиќ? Зошто тој не најде една за стално да рече дека македонците постојат, дека тој сака да контактира со македонците? Конечно да ги погледнеме изданијата на политика кои директно се управување тој истиот Милошевиќ. Да го погледнеме Српската академија на науки и уметност какви книги издава секој ден. Да ги погледнеме нивните историчари каква историја пишуваат за Македонија. Во сите тие карти, во сите тие книги, Македонија екзистира само како српска земја, екзистира како Јужна Србија. И ние пак упорно и упорно сме се фатиле дека не можеме без таа Србија. Можеме без таа Србија. Конечно прашањето на Косово. Ние сметаме дека Косово е голем проблем. Меѓутоа сметаме дека Косово се уште не е проблем на Македонија. Што значи тоа? ВМРО, Демократската партија за македонско национално единство, смета дека кој ќе дојде на власт, нема да даде ни еден македонец, било милицаец по службена должност, ниту македонец како резервист да биде пратен на Косово. Ние не можеме да дозволиме во Белград да се митингува, а македонскиот народ, македонскиот човек дојде на Косово да ја брани Србија. Ние сметаме дека ВМРО, кој ќе дојде на власт, му гарантира на македонскиот народ дека ни еден човек нема да биде пратен надвор од границите на Македонија, како што беше веќе наштраќан на Срем, како што беа праќани на Косово и денеска се уште се праќани. Ние имаме информации дека завчера со најновите настани на Косово, пак стотици македонци милицајци се испратени на Косово. Ние сметаме и осезуваме македонската влада, македонското претседателство, дека тоа е чин на национално предавство на македонските интереси. Економска политика. Ние појаваме дека во едната македонска држава приватниот капитал треба да биде носител на новата економска политика на македонската држава. Ние сметаме дека не треба да имаме никакви предрасуди од приватниот капитал, односно тоа на што не плашат комунистите досега, дека ќе бидеме експлоатирани. Ние сакаме да бидеме експлоатирани од богатите, отколку да бидеме самоуправувачи и сиромашните. Ние сметаме дека на Македонија е потребен капитал, свеж, нов и тоа што побрано. Сметаме дека периодот на владењето на ВМРО во Македонија 4 години ќе биде период на инвестирање, инвестирање и само инвестирање. Зошто? Јас тоа често го спомнувам. Ако ова Југославија 45 години не нашла за спомно да направи 1 метар железничка пруга
во Македонија. Ние сметаме дека на Струмица е потребна железничка пруга на која ќе со која пруга ќе биде многу подостапен и пазарот и светот. Сметаме дека на Македонија ни целата територија се потребни железници. Ние денеска се уште немаме добри патишта. Ние денеска се уште немаме електрична струја. Ние сме принудени да купуваме најскапа струја од Социјалистичка република Србија. Ние сметаме дека ние мораме да градиме хидроцентрали нови на територијата на Македонија. Конечно, што сакаме? Ние сакаме да го разбиеме економскиот монопол на другите југословенски држави, на која пак ќе повторам Македонија досега единствено и беше интересна како колонија, и ние денес имаме чист колонијален статус во Македонија, во Југославија. Ние сакаме да го разбиеме тој економски монопол. Со самото тоа разбирање светам дека македонската држава многу повеќе ќе добие. Ние сакаме данъчна политика која ќе одредуваме самите во Македонија. Ние сакаме, ако македонскиот човек изистира од тутунот, да му ги симнеме тие високи данъци што го наметнува Белград, односно да се одливаат во Македонија. Ние сакаме, ако нашиот човек се занимава со земјоделие, да му одредиме таква данъчна политика во која земјоделието ќе биде и понекогаш ослободено од даноците, како например кога е сушно време или кога има некои временски непогоди. За жал, Белград многу малку чувствителен на тоа прашање македонско досега. Конечно, што сакаме? Еве ја сега да спомнам само еден случај кој може да се рече политички и економски. Тоа е мерката на другарот Анте Марковиќ за воведување $200 за источните земји. И после неколку месеци што се случи? Еве веќе Чехословачка и Унгарија се ослободени од тие $200, а нашите браќа во Пиринска Македонија, кои после 45 години им дадоа право да преминуваат во наша страна, ние им ја затвараме границата. Дали тоа случајно? Не е случајно. Тоа е пак висока политика на Белград, во која македонците пак повторно треба да бидат затворени и политички, и економски. Ние ќе се трудиме сите патишта, сите граници кои се наоѓаат во Македонија да бидат отворени, бидејќи од тоа можеме само да имаме корист, а не штета. Надворешна политика. Каква надворешна политика сакаме? Сакаме надворешна политика македонска која ќе поаѓа од интересите на македонскиот народ, македонскиот човек, Македонија како политички субјект. Што значи тоа? Ако 45 години Социјалистичка федеративна република Југославија не нашла за сходно едно писмо да испрати до Обединетите нации, да испрати едно писмо до било кој меѓународен форум и да го постави прашањето на македонскиот народ во Пирин, Беломорието, албанскиот дел. Зошто не е таа Југославија? Зошто 45 години се крпиме за таа Југославија? Што ни понуди таа во поглед на македонскиот народ надвор од Македонија? Ние сметаме дека како македонци сами многу побрзо ќе го интернационализираме македонското прашање. Сметаме дека многу побрзо за македонскиот народ во соседните делови ќе се чуе ако сами ја преземеме таа улога за известување на народот во Европа. Ние не сме задоволни од Југославија и сметаме дека тоа сами ќе можеме побрзо да го направиме. Сметаме дека во Македонија мора што побрзо да се изградат конзулати или амбасади на странските земји пред се европските, големите европски земји. Сметаме дека тоа е нужно и не е потребно постојано да одиме за било какви ситници во Белград за тие проблеми. Ние сакаме тие конзулати да ги имаме овде, на територијата на Македонија, во Скопје, Битола, Охрид или било кој поголем град кој ќе биде интересен за нив. Конечно, кога зборуваме за надворешната политика, ние сакаме нов однос со нашето иселеништво. Зошто нов однос? Па 45 години нашите иселеници беа третирани како некои непријатели на овој народ. Зошто е потребно така? Ние сакаме да имаме матица на иселениците која нема да биде како до сега служба на државната безбедност и која ќе се занимава најглавно со која ќе се занимава главно со тоа да ги кара нашите македонци надвор, да ги прислушкува, да ги исследува, да ги шпионира нив.
Ние сакаме Матица на иселениците да биде културна установа во која ќе имаат интерес нашите иселеници. Конечно веќе спомнав за македонски пашапорти и за македонско државјанство. Ако си имамо предвид дека најголемиот дел на македонци иселеници во странство се од Беломорскиот дел, кои не сакаат да примат југословенско државјанство, а ние ги принудуваме цело време да примат југословенско државјанство, сметаме дека со македонското државјанство ќе ги привлечеме. И тие со отворено срце ќе пристапат кон еден таков пашапорти, кон еден такво државјанство македонско. Сметаме дека на тој начин пак ќе го собереме народот. Конечно, бараме македонските иселеници во странство да имаат свој право на глас. Да ги избираат за парламентот македонски и да бидат други избирани. На тој начин сметаме дека ќе видиме многу повеќе македонци, а од друга страна албанскиот фактор при такви избори ќе биде многу смален. Така е. Каква културна политика бараме? Ние рекохме бараме заштита на македонскиот културен простор. Разбираме. За овие 45 години пак ќе речам системски, плански, од одредени центри македонската култура, македонскиот бит, македонската традиција беше разорнувана, беше уништувана. Зошто? Ни беше нудена нова култура, југословенска. Тој југословенски врховизам против кој ние се бориме и кој сакаме да го разобличиме. Тој југословенски врховизам кој не беше ништо друго, само на перфидна варијанта на српскиот врховизам во Македонија. Што значи тоа? Јас повторно ќе речам, ако одите вие денеска во Словенија, ако одите во Хрватска, вие таму ќе чуете, ако одите во Србија, вие ќе чуете таму словенечка музика, ќе чуете хрватска музика, ќе чуете српска музика по улиците на градот. Ако појдете вие денеска во Скопје, вие ќе чуете српска улица по улиците на градот. Нашиот народ прави свадби на српска музика, прави испраќа војници на српска музика. Зошто тоа? Дали и тоа случајно? Јас сметам дека и тоа не е нималку случајно. Ако 45 години македонската песна, македонскиот фолклор беше подгонуван, тогаш е јасно дека се отвара простор за некоја друга култура. И ние сега сакаме таа култура малку да ја спречиме во нивното разумно дејство и сакаме да отвориме простор за нови култури кои ќе вијат во Македонија, пред се македонската. Она реченица на Гоце Делчев, јас го разбирам светот единствено како поле за културна соработка меѓу народите, го сваќаме буквално. И ние сметаме дека во Македонија треба да имаме и словенешка книга, треба да имаме и грчка книга, треба да имаме и албанска книга, треба да имаме и турска книга, треба да имаме и бугарска книга. И песна, и фолклор. Само на тој начин ќе ги оствариме во целите зборови. Во поглед на информациите, сметаме дека Македонија мора да има своја Македонија прес, односно информативна агенција која ќе биде прес составена од македонци и која ќе гледа интересите на македонската држава, ќе ги оценува на тој аспект. Во поглед на информациите сметаме дека Македонија што поскоро треба да има еден неделник, илустриран неделник, како што има секоја нормална држава. Неколку години книжевниците, интелектуалците македонци сакаат да се изборат и да добие Македонија еден неделник од типот на Данас, на Нин, на Туга, на Стар. И пак смислено ние им го дават тоа. Зошто? Зошто мораме постојано да бидеме упетени на информациите од политика или на некои други издавачи куки, односно донеси куки во Југославија? Ние сметаме дека Македонија треба да има свој спортски дневник, секој дневник. Ние сметаме дека Македонија тоа има способност да го направи и има слагата да го направи. И е нужно да го направи. Конечно, кога зборуваме за култура, например, проблемот е јасно. Ние зацртавме реформи на јасно. Зошто? Македонската држава, македонскиот народ е една од сигурно источна држава, која се откажа од својата и едногодишна писмена традиција, кирилова писмена традиција и го прими Вуковото писмо. Зошто? За братството си на словенските народи. Зошто ни потребен такво разорнување на македонското писмо?
Ние денес имаме зборови букви Ј, а друга страна немаме букви за одбележување. Јас сега ќе го спомнам тука примерот на Струница, барем 10% од неговите зборови ние денеска не можеме да ги напишеме со нашето писмо, затоа што го нема тој термин ВКЛ. Ние сметаме дека тоа е нешто страно. Па тоа 1000 години Кириловата традиција го преминувала, тоа го пишувала. Зошто го отфрламе тоа? Конечно, лексиката на македонскиот јазик. Ние денеска сме доведени во ситуација еден битолчевец, еден опригенец, многу поубаво да се разбира со неговиот собрат од централно на Шумалија, туку со еден струмичанец. Јас верувам дека вие кога разговарате со некој опригенец, барем 2-3 пати треба некои работи да му ги повторите за да не разбере тој. А да не зборуваме за нашите браќа во Пиринскиот дел, каде што тоа станат уште повеќе се задржало. Или да не зборуваме за нашите браќа од Кавала, од Солун, за нивната лексика, за нивните зборови кои ги потребуваат. Каде 45 години се прави едно системско убивање на зборовите кои доаѓаат од истичните делови на Македонија. Зошто е тоа потребно? Затоа што на нивно место треба да се сформуваат зборови од богатата традиција на српско-хрватскиот јазик. Ние сакаме тој процес да го сопреме. Ако тоа со декрет некогаш го правеле некој, ние повторно тоа со декрет ќе го направиме. И нема да се ставиме од тоа. За спортот и за физичката култура. Со конфедеративниот статус на Македонија, односно веќе добивањето на атрибутите на македонската држава, ние сметаме дека се отварат едни нови процеси за создавање веќе на македонски спортски репрезентации, кои што е фудбалска репрезентација македонска, кошаркарска македонска репрезентација, одборкарска, ракометарска и слично. Нешто слично како во Велика Британија, ние знаеме дека денес се имаат иста лига, меѓутоа кога настапуваат надворци, настапуваат како англиска репрезентација, како белшка репрезентација, како шкотска репрезентација, како ирска репрезентација. Зошто тоа да не го направиме со Македонија? Доколку повеќе, што ако погледнеме колку ние репрезентативци сме дали на оваа југословенска репрезентација за овие 40 подгодини, ќе видиме дека тие од 5 до 16 повеќе. За кого ние навиваме? Зошто ние не можеме да навиваме за Панчев, за Каратларовски, за Савевски, за Најдовски? За навиваме ние на други? Конечно за историјата. Историјата на посебно место. Пред се даваме интегрално проучување на македонската историја од трите дела. Одеднакво проучување на историјата од Пиринскиот дел, Беломорскиот дел и Вардарскиот дел.